Меѓународниот хорски фестивал Тетовски хорски одзиви ТЕХО по 34 пат викендот во Тетово беше средиште на хорската уметност во државата, но и место каде што различноста и богатството на ваквите музички состави доаѓаат до полн израз. Фестивалот годинава имаше хармонија на разновидноста од гласови и стилови со 16 хорови кои во трите вечери понудија на посетителите богата и динамична програма со изведба на 80 на композиции. Наши традиционални гости повторно се појавија, беа изведени композиции различни по карактер, но сепак тоа задоволството што имаме состав на луѓе од најмала возраст до највозрастни луѓе кои што пеат, така да луѓето нели она максима кој пее зло не меси, се повторува во Тетово. Тетово точно затоа постои и еден од брендовите на Тетово град под шара кој што е многу мощно распеан. Оваа година ТЕХО е посветен на одбележувањето на значајни настани личности кои оставиле неизбришлив траг во културата, историјата и особено музиката. Годинава се бележат и јубилејните години на луѓето кои го граделе културниот идентитет, пренесувајќи ги нивните пораки преку универзалниот јазик на хорската музика. На овој начин ја почитуваме традицијата на хорското пеење, посочува председателот на фестивалот. Оваа година се одбележуваат 125 години од раѓање на македонскиот композитор Стефан Гајдов, еден од основачите на музичката писменост во Република Македонија. Потоа 100 години од Кирил Македонски, првиот создател на македонската опера, мислам операта Гоце, потоа Цар Самуил и Илинден, и се разбира од бардот на македонската симфонијска и хорска музика Властимир Николовски, кој што така одбележува 100 години. Значи, ние мора да ги почитуваме традициите, да го следиме тој пат. Посветеноста да се одржува и развива ТЕХО трае веќе 53 години, а фестивалот стана незаменлив дел од културниот календар на Тетово. Председателот на фестивалот верува дека негувањето на хорската традиција ќе продолжи. Се надеваме дека пренесуваме на позитивна енергија и на идните генерации да во Тетово продолжи фестивалот. Јас сум толку години во фестивалот, се радувам како мало дете секоја година кога фестивалот има нагорна линија, тоа го потврдуваат и луѓето кои што доаѓаат во Тетово, а и критиката се разбира. Тоа е наша основна цел и мислам дека успеаме. Тимот кој што го организира ТЕХО се подмладува од година на година и сите приоѓаат со големо задоволство. Наредната година, според установената практика, ќе се одржи ТЕХО фестивал посветен само на православната духовна музика.